Ване Поп Златанов. Роден сум во село Тресено, околија Меглинско. Доста димува. Ташко Саров, Лучков во село Плевна, Драно. Село Вандеркова. Чеган, Село Егејски Мисија, оддел на Македонија, Воденско. околија Сергеј Ристо Танулевски, село Сарбегово, околија Енчевар. Село Бабчо, село Варбени, Ленско, Македонски, село роден во село Бабчо, Бабчо, село Егејска Македонија, односно Костурско, Иванов Ташко, село Трежленковски, Лабров Ристо, роден сум во село Манговар. село Дъмбени, околија Калјарска, околија Костурска, Македонија. Егејска Македонија. Ние сме македонци. Ние сме чисти македонци. чиста македонска крв, комитска. Ние сме крв македонска. Македонка. 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 Македонец. Јас сум македонец и православен. Македонка сум православна. Македонец и православен. Православна македонка. Јас сум македонка и христијанка. Се знае само македонска. Македонска и нема друга. Македонка лично права, чиста, не погрчана. Разболе ми се калина во това поле широко, широко. Старите наши се чисти македонци. Нашето село беа, што ти кажам, чисто македонци се боре за още од старите, од Илинденско востание. Тие не уче песните да ги пееме. За Илинденското востание, за мъките од турците, мъките од грците. Од Илинденското востание, вика. Па кога дојде Френко, викаше. Па арапите кога дошле, ни раскажуваше. Арапите со кого беа, не знам која војна беше таа. Значи Прва светска војна и Втора светска војна и Балканската, сите ги доживеа. А баба ми родена е во едно село се вика Стара Кариотиса, тој во околјата на Еничи Вардар. А тука она баш не зборуваше во тоа езеро за време на нели турско. Си криели таму комитите. Сите приказни ми кажува. Како се бореле со турците, имаше селото
чета формирана, се викаше чета на Колиман. Комитско село бевме ние. Кај дедо ми беше комита. Па дедо ми расправаше за целото Илинденско востание. За сите борби, за сите. Имам и документи, значи од него што се пишани. Кога беше Илинденско востание што остава тука само во Крушево, беше и во Невеска и у Клисура. Кажуваше баба ми, ако сакаше некој да биде комитин, требаше да донеси од турците или уше, или нешто друго за да го направи комитин. Инак не го прави комитин. Тие работи ми кажуваше баба ми. И баба велеше, кога доја дедо ти рече, вика, турчиница инач нема. Помина, илачка, го велам. Помина 2-3 дена, вели, кога пливна, вика, војска вриеше, коле правеа. Мајка ми беше сирак затоа што ни кажуваше дека нејзиниот, значи дедо, нејзиниот татко беше заклан од турците на Орање. За време на турско, два дедовци име застреljено од турците на тоа. Најголема организација, мислам, што беше во селото. Тука погина и Кршакот, капетан Кршакот, што кога се одели од Гоце Делчев со негова бригада за да пројде во Егејски дел на Македонија, и тука за него мама ни раскажуваше како го видое, како погина. За во дедо беше комита, значи поможник војвода на Печен, значи Колиман, песничапе име. Овој дедо кој бил и курир меѓу четите на Чакаларов и на Пандо Кљашев, затоа што како музичар во својата труба во еден од тие овако ги носил овие писмата на војводите. И рецитира песна за Лаз Поптреков. Лаз Поптреков беше војвода од нашето село. И се беше член на штабот на Смилевскиот конгрес. Во нашите села често пати представувал Гоце Делчев и дури во мојата куќа, во куќата на моите дедовци, има спиено неколку пати Гоце Делчев одејки до понатаму кон позападните села, каде што живееле големите војводи од Илинденското востание, Васил Чакаларов, Лазар Поптрајков, Панде Кљашев. Тука македонските единици со војводите Поптрајков, Кљашев, Чакаларов извојувале голема битка. Меѓутоа загинали 13 овие четници и нивните гробови ги посетува секојаш на 31 мај, нормално стар стил. Мојот вујко, најголемиот брат на мајка ми, беше комита. И баба ми Вана вика е комитка на мајка ми. И кога со Лазо Попотрајков, Гоце Делчев беше дојден во Костурско, во селата, беше и во куќата на баба ми. Татко му на мајка му вика, Елено, вика, да знаеш, вика, кој што беа денеска. Тука, турците, вика, под дрво и под каве ги барат. Нити ние ќе се видевме, вика, нити селото. А тоа после разбрал дека тоа е било Делчев со секретарот таму видел. Кога Гоце Делчев бил во Дъмбени, представувал и во нашиот дом. Мајка ми се викаше Ганзовска Петра. Петра Ганзовска. Така, мајка ми беше ќерка на капетан Коста, што погина со Гоце Делчев. Мојот дедо Крсте Петков Месирков, ако се семе, тој е учесник не во од селото, тој како стипендиста, да речеме, во другите европски земји. Тој се занимавал со таа, како да наречеме, културна дејност.
нашите во Америка дека имале здружение за горичани формирано 1907 година. Тоа било спомагателно здружение на загоричанци што било формирано да си помагаат. Меѓутоа, тие поучени од претходните настани во селото, од колежот, од Илиденското востание каде што учествувале нашите во голема мера, тие нормално и за политиката изборувале и очекувале и се бореле некако да се реши прашањето за македонците. Кога беа собрани народ овака на имен ден тука околу масата, а ние деца играве лево-десно, и овие викаат дека некогаш Македонија имало голем цар и цела Грција била под нивата на Азна е банката на Александар Македонски. Таа нива јас Зевгарот го водев, а братот мој плугот го ореше. Значи, од колено на колено, таа нива на Мисиркови, еве, и јас се спомнам, таа нива и јас сум ја орел, каде што ја орел и Крсти Мисирков. Нашето село беше земјоделско село, а имаше и под вода, нивја берик имавме, но кај што имавме там нивја под вода. Имаше и воденици, и нивја. Садевме пшеница, ечмен, овес, имавме добиток, имаше многу семејства, што имаме многу овци и кози. Сите си работеа во село, си ставаа жито, има големи амбари, жито, ченка, за цела година. Овци имеа, крави имеа, така, кози, по 200 кози имаше дедо ми, по 300-400 бочки, големи бочки јајца за Велиден собира од кокошките. Побогати бе. Селото наше броеше прво, пред да почнат војните, околу 1230 души. И после се намали на 700. Од војните, знаеш, избега во Бугарија, во Америка. За време војната, татко ми беше мобилизиран и учествуваше во Првата светска војна. Беше на фронтот, чак ранет во местото Едриње. Татко ми ако треба, значи беше како војник на грчката армија од 18 до 20 година и се бореше против турците, беше у Измир. Татко ми беше и со други мажи од селото, тие беа мобилизирани уште на фронтот во Мала Азија. И тие знае грчки, во грчката војска бе. Татко ми ранет беше таму. Македонци, знаеш како, уште постои, тоа е моја мана може и на македонците, што се делеа на бугарско, на грцко. Македонци ама... И тогаш, дури и сега, ги викаат нашите, мислам, или ендопии значи тукашни, и јазикот ендопиос, или булгари. Памтам старите кои седнеа така да заповарат и ке речат ние сме македонци. Ама ако кај некого припадниме, кај некога држава, тоа е поблиски ни е бугарскиот јазик. Кога за време војната овие вршеа мобилизација едно друго и сега, например, како се вика, ще речеш Бориш ти, бугарин ти, нели? Чотик, тоа правиа другите. Другиот како ти Трајан, нели? Какво име то Трајан? Ти многу ги малтретира како дете, ги гледав тие работи. Грците ги нарекува палеовулгари. Во превод значи стари бугари. Значи, они некој друг им наметнал такво име. А не се чувствувале дека се бугари. Исклучува само се македонци. Старите не знаат грчки никако, никој.
Баба ми најмногу не ги сакаше грците. Она не знаеше ни една грчка. Тоа чисто македонци. Мајка ми не знаеше, нито татко ми не знае грчки. Не, немаше чисто, не знае грчки, ни баба ми, ни мајка ми. И нашето село се вика Асарбегово, тука беа турци, немаше ни грци, ни бугари, ни срби. Само турци и македонци, не знаеа, и до крај мајка ми и баба ми не знаеа грчки. Значи чисто македонски. Па никогаш не збореле туги некој друг јазик грчки. Тој бил чисто тој свој македонски јазик, иако не школован, зачуван со векови од таа поделба. Не беа школовани, немаше школи. Во тие време, значи, тоа е корено што не се губи никогаш. Немаше македонски школи, немаше, иако не беа дојдени грци вама, ама поделбата се направи свој, добија тој дел грците, што викат пејаси и бугари и други. Али својот јазик се оставя со самиот говор од тоа време на постојанието на Македонија. Како што зборува тие до 30 година, таму беше тој Венизелос, беше слободно. Нели века нема ни лични карти, ни ништо. Ама кога овај стана диктатурата на Метексата, тогаш тој забрани. На поле следи жените. Дали зборуваат македонски, дали. А тие не знае. Па после се организира школа грчки и жени од 80 години, 70 години така учеа грчки јазик и мама така го знаеш. И си имале договорено девојчињата од низиното мало до црквата да зборуваат од училиштето до црквата да зборуваат на грчки, а од црквата до дом во нивното мало кој ќе влегуваат да зборуваат македонски. И така правеле, меѓутоа едно од девојчињата ја кажала, мајка на учителот кажал дека мајка ми зборува македонски, а бидејќи мајка ми била сестра на поп, незиниот постар брат бил свештеник, и другиот ден учителот ја грамна за косите и ја удри неколку пати главата, ја удри од таблата и мајка ми добила потрес на мозокот. Мајка ми беше сирачка. Моја заклае мајка му и сестра му. Кога граде од костур, ја натркаја на едно трапче и заклае неколку души. А мајка ми беше со други дечиња узади и му рекоа: Софе, бегај. Бил малтретиран брат ми. Тој беше на комунистичката партија и го малтретираа премногу. Дури му ставија бурина, знаеш што е бурина? Та му ставија и гол пушве топла и ладна вода во кожени. Брат ми многу тарна тоа. Тоа е многу малтретиран. На времето на диктатурата на Метексата беше тоа. Никој при неја немаше само едно пиле шарено, Секое семејство си имаше свој. Богородица, Свет Никола, Свети Наум. Ние имаме Митровден. Другите имае Света Петка, имаме и манастир Света Петка. Велиден, Божик, Нова година, сите тие. Имен денови на свеки еден. Имаме добри обичаи. Велик ден, па мај, па после август месец, нели Богородица, тие. Сите празници ги славе. Велик ден Божик, Свети Никола, Свети Атанас, кој што си има имен ден, кој што си има, тоа све се славело. Ние верски празник во селото празниме Ѓурѓов ден. Црковниот празник ни беше ден Свети Ѓорѓе. Па Илинден, секој си има слава, Свети Никола и така. Богородица, Свети Враđan, Свети Атанас, Свети Архангел, значи. Митровден, Свети Арангел, Свети Никола.
Обично Свети Никола, Свети Герман, Свети Атанас, тие. Митровден славиме, Богородица ни беше наш празник. Па Свети Арангел, Богородица, зашто имаме црква Богородица, тие двете празници беа како официјални на селото. Божик, Великден, Процка, Василица, сите тие празници ги славевме и таму и тука, со палење на огнови и така натаму, не постоеше разлика. Свети Никола беше у селото и црквата така беше. Црквата е изградена 1806 година. На дедо ми брат умре во Америка и прати парите да се направи црквиче кој се влегва во Вомбел селото наше. И го направи и црквичето го писа Атанас. Имаме еден манастир од 10 век, многу популарен во околината, Свети Врачи и Кузман и Дамјан. Имаше црквички, Свети Атанас, Свети Никола, малечки манастирчини, овакви кои што одевме, водичка имаше на Ридо горе, црквичката беше водичка имаше и одевме, фрлевме парички, ке се замиеме и така. Имаше Сливенски манастир. Тој манастир беше многу далеку од страната на нашата река, од другата страна. И на тој манастир и многу пата не носе и нам. Имаше 4 цркви. При секој волес од сите страни и една колеба. Свети Танас, како вели Троица, Свети Илија, многу цркви имам околу заку селото, многу цркви. Најголем панагир имаше на Богородица. Там се бере од цела околја Воденска, таа беше акрополна за време да дојат турците. Особено во нашиот крај се славеа имендените. Петровден, например, моето име и на дедо ми. Благовестие. Свети Пантелеймон го славим, пошто татко ми тоа се собира па дома и на сред село се правеа големи прослави, например светската слава Свети Спас. И Свети Атанас тоа се славеше на тоа беше чудо како ќе се посебно во неделите. Не постои недела фамилија да не се дотера да не оди црква. Тоа не постои. Ми се собермавме дома, кој си слави дома си слави. Кој што вика тако е во црква Великден, во црква се одеше и мало и големо, ќе се облечат, ќе не облечат, ќе не дотерат и родителите ќе не земат, ќе не однесат во црква така. Децата одевме од школа онедела, кој ќе почне црквата, наредени од школа, преманели прво, второ оделение и не носе од црква, ќе не нареде према попот и он ќе пее, ќе одржува часови. Во тие верски празници народот, младината се собираше во центарот на селото, се свиреше, се игра ора и така натаму. Младите девојки излева имаше едно гумно село, средина село и ќе се облече селски многу бави кошули имаја со вес и многу го славеа тој празник Богородица. Георгиевен ден, овивне на ореите љулјки прави од шлјупките на црници, дебели са љулју ние младите и слушчицат по двајца и на љулји пеа песните девојките за кои како и што и така тие верски празни и славине се на манастири име 3 манастири една црква. Се таму оивна, значи на манастирите Колја, Бравци, на другото Јаганца, Прасина, така да се имав на панагири. А на Јурјов ден кога беше, одевме ние девојките, па се ѓурѓавме. Прво на Суво, а после на најштегумна на Крушите и песни, кој е таа што се ѓурѓа, ѓурѓеле, и така натам, кој е тој што е пули. На Божик, да речеме, зимно време беше, надвор не се играше. Ние дека 3 дена Божик, на цел Великден, убав ден. Кој Велиден, кој ќе дојде и тие го празнува Велиден.
Кој се ватиме на орото, само македонски се пееше. Све се славеше. Богоројца, Свети Никола, Ѓурѓевден, разни празници со песни уора на македонски, чисто немаше грци. Многу весело беше. На Свети Никола баба знам дека славеше, оти посен славеше со риба, ама со кромит подпечена, како правеше, не знам, и фасол Свети Николски. Требаше да прават пити, оваа погачици, сладки, така баклави многу бави праве и ќе нареде надвор во авлијата во црквата и тука му беше празникот. Свештено лице имаше македонец, али преповедата се вршеше на грчки јазик. Тие на македонски избореа и проповедта ја држат на македонски. Литургијата тогаш порано до тие се изведувало нормално старословенски се изведува, ако бил дедо ми. После више ова грчката православна служба више того го презема. Јас памтам како дете Свети Климен и Свети Наум, овие имаше една икона ставена над и таа е трна таа икона. Имаше една стара црква, ја вика Света Богородица, голема црква, али изгледа дека грците ја запалија, па они изградија нова друга црква. И ние зимавме јагне таму, празнувавме Илинден секогаш. Со знамето и не знае грците го криевме. Иначе ако знае ќе не покосе. Еднаш на еден велик ден отиде овој кметот и побара дека жените на велик ден да можат да запеат македонска песна. И таа песна се пееше велик баорни се бие горе на небето. Едниот е велик ден, другиот герни ден. И жените ја пеа. И добре еден од полицајците кој не знаеше дека не е дозволено, почнал далеку доваѓа и почна да пука. И тога се раскаже. Во уста вода носеше, со крилца сенка држеше. Нашето село беше се македонци, пошто имаше едно 7 души потурчени, бара помош од бегот, потурчени, тие напуштат после Балканските војни, мислам, тука негде 24-та година, и ни донесуват 7 души, 7 фамилии од Малазија, маџири. Во селото наше навистина дојде од Грција, ама тие од Тракија беа покултурни и беа добри луѓе. Значи ние не имахме, за разлика од другите села, има многу кавџи меѓу нив. Околу 25 семејства од маџирите се населени во куќи на наши кои пребегале во Бугарија, во Канада, во Америка. Си бев крстен македонски, јас таму ако дојде диктатура, да речеме, на Метакцовата што ја спомена, 36 и порано, ги сменија топоними и имињата на луѓето, така да добиваме ние на место Поповски Пападопулос, на место Трајко Евстратиос. Не прекрстија. Ние во школа кога се запишавме, веќе не ги сменија имињата. Јас бев Домника Пискацис. Црковните власти не заведува по грчки име и презиме. Таму се викав, мислам, во крстеничето. Јас имам едно оригинално крстениче од црквата, таму сум запишан како Петрос Нанос. Значи, нашите презимена се погрчени. До
доаѓањето на бугарите во Егејска Македонија, моравме да зборуваме грчки. И со нив комунициравме на грчки, овака, наравно колку можеш овака, пола грчки, пола наши. Во селото ние се го користевме точно само македонскиот јазик, ништо повеќе. Во селото, значи, зборувавме исклучиво македонски, бидејќи и мајка ми и баба ми не знае грчки воопшто. Едино мажите, значи, кога оде на пазар, беа принудени да зборуваат грчки, тие малку го познаваа грчки јазик. Селото наше само македонци бее. Се изборуваме слободно, никој не чинише, ама последно време по војната фати да не... Ние поголемки беме, сакаш да речи татко ми пазите, да не ве слушнат, да не ве... Ни велја родителите дека подслушват под прозорите, да се пазиме, да не зборуваме, ама деца како деца, ние па своето си го вршевме. Дома го користевме, ама со да гледаме да не слушат, оти слушае под прозорците. Дома доваѓа полицајците и по ова слушае, по пенџерите слушае како се збори. Имаше таква група луѓе грци кои беа дојдени грци, не од нашите македонци, кои одеа навечер под пенџерињата и прислушкуваа на кој јазик се говори дома. Одеа по куќите по дворо и шетат да не збориме македонски. Ако тој чуе македонски, ќе те удрат. Тогаш, значи, имало грчки, кои што викаме предавници кои што не дозволуваа да се зборува ни македонски јазик, слушале, значи, под прозорите и светлото чиме автоматски те казнуваат. Дома зборувавме македонски, нормално, плашајќи се да не слушна други, да не слушне полицијата, бидејќи полицијата доаѓала под прозорите да слуша како зборуваме, тоа гледавме од снегото трагите. Секој вечер ќе доваѓа ноќе под прозорица да слушат. И кажува и доваѓаше жандармерија, нима зено, значи околу 3 прасина. И жандармеријата е околу 4-5 златници, лири енглески. Затоа што зборуваме македонски. Тоа е ако те слуша дека утврдеа или веле многу пата ниски кучишки или ке помини од карчик на двор на уличето и слуша, разговара. И ако не слушаш што разговара, слуша дека ке речи зашто го збориш тој јазик. И ако може и на грчки сме збореле, да речеме, нарочи да го прави зашто го збориш тој јазик. И ако му рече па на грчки зборе, ој не ја ве слушаш. На славомакедонци зборете. Мини си, казна, значи. Праќај на суд, плаќаше некој каза. Имаше такива многу случаи. Немаше македонски јазик, не се дозволуваше да се зборува. Ако те слушне да кажеш, имаше шпиони во село, да те слушнат на магарето, да му кажеш уш, одма ќе те јави и ќе дојде дома, што ќе најде кози, овци, ки со пиштол пам поголемите, кокошки, петлики наполнеа вреќата и си бега за еден збор што ќе кажеше македонски. Ако ојде дедо Ванчо Прешленков на пазар, јас го имам кажано и друг пат тоа. И му вика на магарето уш. И тие му вика, шо му викаш на магарето? Како да му викам на магарето, вика, не знае. Грчки. Не знае друг јазик, како ќе му речам. 500 драхми го казне, зошто уш му вика на магарето. Една торба селска како што може да биде и тука книгите од школото. И си доаѓам дома, имаме куќа пониска, така со полукат, нели? И од прозорот торбата ја фрлам со зборовите мајко, земи ја торбата. А полицајот слушна дека јас на македонски кажав, дојде, зема податоци од мајка ми, поднесе пријава 500 драхми. А тоа значи 500 драхми беше целата плата на татко ми кој работеше во Светагора како работник
И мораме да платиме 500 драхми само заради еден збор мајко земја торбата, нели? Или 300 дракми, или пола кило рецинус. Не настави да зборувам ние. Македонски јазик не го стоа. Дури беше така остро, ако одеше мајка ми во пазар, на Рупча, треба да оде са неја јас. За да му кажеш што сакаш, или кажеш со прстот тоа сакам, одма ја зевие, ако збореше македонски, ја заторвие, или му тарѓа ќотек. Јас, пошто бе многу блиска со дедо ми, стално со него одев на пазар. И еден ден дојде Хорфилака, што го вике тие полицаецот, и го изгази сирењето со чизмите. И дедо вика, зашто тоа го правиш? Тие вика, со тоа живеат. Па кој си ти? Тој вика, Митре, средното. И тогаш он го вади камшикот и дедо носише бели панталони, како го памтам, со ушкур и многу бела убава кошула, беше висок, со плави очи, убав човек, многу го саќав ептен и треба да кажем и како погина он. И кога го виду, почна да му тече крв на грбот, кошулата цела стана со крв, тогаш јас се тури и го къснав позади, да ме простите, глутеуз, позади гзот. Си седеше дедо ми на порта и кога пројде грчкиот корофилак, ние викаме полицаец, дедо ми ко културен човек го поздрави, добро утро, сине. И он дојде со еден камшик, почна да го тепа и му вика Калимера, гајдоре, магаре, Калимера, Варваре, Калимера, легета. Значи, како ме поздравуваш ти мене на некој јазик што не смеш? И дедо ми едва ми избега од камшикот. И се собравме дома и татко ми го чекавме за вечера и кога дојде потиштен дедо ми Петре, ја тука бев негде на 6 годишна, 5 годишна возраст и вика, што е татко? Вика, еве камшикот по грбот мој, тоа за едно добро утро, овие кучиња и татко ми тогаш рече, нека и ми е јасно, сите до еден ќе загиниме, ама ние грци нема да бидеме. Еден полицаец, жандар, побарал од баба ми вода да се напие, а таа му одговори по македонски, бидејќи и не знаела грчки. И тоа ја истепал, тоа го знам пред мои очи се случи тоа. Беше полицијата во селото и не можам да зборувам. Сакате да узете време? Не, го зборувам тоа. Сестра ми беше у затвора, бремена беше. Сакате малку да се Не. Беше бремена и јас ме пушти татко ми додам да видам, беше затворена во полицијата. Оди види, вика, ти си малечка, нема ништо што да ти прават. Јас се наведив на прозорот да гледам, дојде еден полицаец грчки, со камшик кој ме удри 3 месеци, ми течеше гној по раната што бев. Зашо гледа по сестра? Ке дојде Аноке, ке не открија и го бараа татко ми. Само еднаш се сеќам што се погоди, татко ми беше дома вечерта. Ама они док тропаја и чукаја, грците, да отворат, мајка ми го во горниот дел спиевме. Мајка ми го пикна во оџакот татко ми и брго зема рошки и ја го потпали оџакот, за да немат можност да побарат таму да го најдат. И татко ми тоа време беше во оџакот кога они влегоја, кога не открија и го бареа каде е, викаа палјо вулгарес. Старо бугари, така ни вика. Грците не вика палјо вулгари. Ја памтам на час, кој ќе одевме у школа, прво што беше кој химна, ќе ја кажа химната грчка и речи кој е најголем душман на Грција и Булгарија.
36-та година, кога дојде Метаксас на власт, тој ги натера сите деца што беа пред од школска возраст и погоре да носат специјални како што беше бугарската организација Браник, тамо беше ЕОН. Дома се зборихме македонски со родителите, а со децата и во школата грчки. Ние зборевме грчки само во школието. Излегување надвор македонски. И учелите, и тоа знаеш што беше вакво, учителите сите што идеа кај нас. Тие се учеа македонски. Дома македонски, надвор кога се негаме со грчинка со грчки, на школата кога така. Ние само во училниците зборевме грчки. Што моравме со учителката, учејќи она да збориме грчки. Ден по ден ние почнавме да ни кажува по нешто грчки. Ние кој ќе си излезевме дома, од дома ние дома и во дворот училишниот, ние си зборевме македонски меѓу себе, затоа што не го знаевме грчкиот јазик. Во основното училиште и научија тога А и Б, В, грчка азбука, ние не знаеме, ние си зборевме македонски. Не знаеме грчки да збореме. Учевме се на грчки, грчки јазик, историја, географија и математика. Од 6 години. Ни педагогија беше, не забавеше, туку беше да го учиме јазикот грчки. Пошто ние не знаевме грчки. И учевме рака, како се вика прс, нос, лице, уши. Од сите 34 деца, машкото одделение, само една со погарчи, овој Василе. И он стане со работник на учителот, Бичос. Беше дојдена од Керкира една учителка со мајка му, се викаше Катина. И му викат на таа Катина, таму кај што ќе одиш, луѓето луѓе јадат. Учител ми беше Бичос, капитан на Метаксата, диктатор Метакса. Така да беше агресивен против македонците. Не сакаше да слуша нити едно збор слабо македонско во школото. Штом ќе почне да шопкаме така меѓу нас децата на македонски, овој Васил му раскажуваше, значи, ко доше. И он ноише прачки, дренкови. Од моите ръце и нозе скашени са 10 прачки и број дури, значи. Кога си оди дома, татко ми се нажалуваше. Бија фускице, значи на дујени ръце. 6 одделение, туа не тепа раците по вака маваја по вија прсти. Ако презборам нешто да сгрешам македонски, стапчето по раката ќе ми удри 5 стапчиња, шири раката, танк, ќе ми 3-4 пати, 5 пати. Колку ќе ми одреди казна, толку. Ако случка нешто погрешам македонски да речам, и стапчето играш. Учителот, што го викаме каламбука, нели по грчки, во една прилика кога јас и мојот другар излегуваме од школа и се качиме на една слива, собираме сливи и си зборуваме по бапчорски, македонски, а тој пак си одеше за куќата кај што живееше и кога слушна дека зборуваме македонски, катева като вика слезите брзо овдека. Значи ќе ми зборувате, значи бугарски, не вика македонски, бугарски. Додека слезиме, ние он скинал една коприва од коренот кај сливата и вика извади го јазикот, в галет и глоса. Сакаш нејке, што извадив и со коприва јазикот ми го истри, па си отиду дома целиот подуен. Не можев да трпа грците, едни деца се наприклава на клупите нас, што не рачуна ако бугари ни вика дека не сака да кажат че сме македонци.
и назад ние. А јас многу одлична бев од сите ученици. Дури дигај рука, дигај, не бре, брате, не ме клават и не ме испитуват. И една се налути, стана и му чукам на масата на учител. И зашо реко не ме скорниче, вегли гори, не знае. Ништо реко, му клаваш 10, мене ми клаваш 4. И он ме удри, ме клај у ќош со деца машки. У ќош и долу песок, боси да казиме. И плачев ја и ко не пушќа на одмор. Отиде едно дете, а викна мајка ми и татко ми. Дојде да се скара со учител. Зашо вика не викниш да испиташ, ко знае девојчето. Бугарка е. И така, не сака грците. Его име Елинас, и оди од дете на дете вика, его име Елинас, его име Елинас. И после во хор ние сите викаме. Ја на 5 годишна или 4 годишна возраст го памтам тоа. И ние викаме во хор, его име Елинас, его име Елинас. Тука почна перењето на мозок и асимилацијата. Да не прекрстат и да не го одземат нашата национална, мислам, припадност, што од дедо, предедо, уназад 1000 години ние сме македонци. Нашите места беа, што ти кажам, болни за Македонија. Отишо не гнјаве да не збориме македонски. И баби ги носеме за рака на школа. За време на Метаксасовата диктатура требаше и возрастните да одат, и мајка ми, баба ми, сите тие старите дедовци оде. И во клупата кај што седев, јас седе и тие. Добра, ма доваѓа корфилаци, што и викаме, ние полицајци. И тие доваѓа, ние немавме струја, електрија, со фенер, или со свеќе, или со ламба. Доваѓа. И полицајците по нив. Ајде, бабо, ајде. Не сум запишен на грчки јазик и не сум го учел, бидејќи моите родители не ни дозволуваа да учиме грчки јазик. Го започна во Дамбени, моето образование, први на грчки јазик, а потоа, кога доаѓале партизаните, и истата учителка ни предаваше и македонски. Мене организирано ми е малечка, али ми пишеше писмо, ме праќаше во Албанија да го носам. Ноќе или са бајле рано. Ки ми го заплете плетенки големи селски, нели? Ки ми го заплете писмото во плетенката, дульбенче, како ги викате тие белите шами. Ки ми го врзи и ки ме пуши таму да го однесеш писмото. Писмата требаше поверливо да одиш, да знаеш да не те фатат, ако те фатат да можеш да го фрлиш или да го изгориш и така. Игравме, мојата куќа беше на крајот на селото, со едни комшивки девојчиња си игравме. И едно од нив отиде дома, зема нешто за јадење и нас не се приде и ние отидовме. И во тој момент падна граната, мислиме дека од авион, уствари авиони пред тоа вртеле, мислиме дека од авион, падна граната и едно од девојчината загина. Заробен, поробен, секогаш, притисок, да збориш тој јазик, свој да го збориш. Поголем притисок од тоа, нема живот. Да те командува некој, да не знаеш дали да му речиш добар ден на баба или да му речиш калиспера. Како или калимера. Ко знам мојот јазик да му кажам. Абро не беше добра положбата. Не беше добра. Не те оставя да играш, не те оставя да пееш, не те оставя школа, не те оставя тоа. Не беше добра положба. Нивната политика не беше агресивна во остварување на асимилацијата. Нивната политика беше на мирољубив со убедување дека грешка е тоа што мислиме ние дека сме македонци. И сега они не извлекуваат од таа заблуда. И вика, само не вика, страмота е да го зборите, значи овој варварскиот јазик. Еј море, пиле, шарено,
гората, гората. Грција направи мобилизација 38-9 година, генерална мобилизација за војна со Италија. Италија навлезе 39 година во Албанија и она се спремаше да нападне и Грција. Метаксас, тој на 4 јули 36 година е прогласи диктатура, фашистска диктатура. Сега 40 година требаше на Албанскиот фронт да защитаја тога Мусолини, неле превзема Италија. И сега грчката војска требаше да ја нападне Италија. И тогаш тој до 21 година дете што беше, се ги мобилизира. Почна мобилизација, ми го зеја татко. Цело сите и собраа мајшто од 18 години до 50 години сите беа мобилизирани. И којнта сите не изеа. Значи, ние бевме на трета линија од фронтот. Во случај на италијанци да пробијат првата линија, втората беше негде кај Вич, а трета линија беше кај нас. Општа мобилизација, генерална мобилизација, мшко, женско, све стана. Од 20 години, 18 години нагоре, сите беа во униформа. Кој испратен горе, кој тука. Полето беше полно со чадори. Сите копа работеа, правеа бункери околу селото, евентуално ако падне првата линија, втората тука да ги задржат италијанци. Така да вриеше, војната отпочна. Почва 40 година таа војна, траеше 8 месеци. Кога објави италијанците војна, затоа велам познато ми. Селото Сабајле одеше на орани и копање, да се ора, да се копа. Имавме ние тројца сликои браќа на татко ми. Сабајле трна со Зегваро вода, оде мајка ми, со мене дете поголемо, со снами, на орани. Почна гранатите, ѓулињата, топовски, шо вели мене. Од границата Иван Планина до нас се гледа и лето има снег. Од границата и почна авиони, италијански поред границата и почна топове. Го бомбардира селото. И тогаш дадоа сигнал, биеше камбаната и имаше една река лево, една десно, беше големата десно беше. Сите фамилии тргнаа да пројдат големата река и да пројдат во малата река, оттаму беа изворите за вода. И тогаш излегоа авиони, како сега памтам, како јајце гледавме и не видое. Максимум за едно 10 метра, ако беше по-десно, цело село ќе беше. Ама сите бомби му падна на ред, му падна на ливадите. Гледаше цело поле, само проврнати камиони со тркавата кај горе, гледаше луѓе, бегае, војската бегаше. Кога се повлекуваше грчката војска, оставува многу оружје по патиштата, по ова, тоа што да ви кажам. И ние тога партија рече да земаме оружје, ние собиравме и криевме оружје. Целото оружје грците го фрлеа по тоа и нашите старци го крие оружјето. Зашто го криете? Не знаеш вели како ќе били. Многу војници што поминаа преку Бабчор оставија многу голем број на оружје, го фрла едноставно и со што можеа да одат тоа, важно оружјето го остава и Бабчорци ги собира тие такви оставени пушки и митролези. 40-та година, 41-та. Војста грчка беше во селото. Кога нападнаа германците, секој војник сакаше да се отараса од униформата, да си оде дома, да не го заробат, па да го кладат у логор. Само топовите изедоа, тешкото оружје, пушките и други се оставија у копите таму. Ние како деца со свините
Само пушки, значи, јас 7 собрав само, и едно метралесе, прикасони тие шержи оружјето, значи, и донесе у племата и скрив. И 40-та година, значи, стана војната со Грција со Албанија. Траеше 6 месеци. Откако заврши војната, значи, Грција капитулира. Дојде тука германци, италијани, бугари и све тоа. И стана голем хаос. Нели? Имаше плячки, безвласти и така натаму. Тука веќе нашите маџери, што беа, тие веќе отпочнаа да дигат многу глава. Тие командува, правеа што прави. И нашите македонци веќе беа многу пасивни. Татко ми дојде од Америка, направиме голема куќа, имаме големо богатство, направено, татко ми донесе пари. И сега дојдоа на нашата куќа офицери да седе. И влевае, излевае, кај војската, команданти или едно друго. Полицијата ни нареди тие села, нашто Орово, Граждано, Трново и Нивици, да се преселиме во внатрешноста на Преспа. Затоа и паметам дед. Подхитно сами, немој гале како ќе си одиш и како ќе одиш. Тие што си беа мажи дома, постарите, другите служеа во војска, во армијата грцка, во редовната војска служеа. Брат ми и други таки што беа. Тие што си имаа мажите дома, уште на вечета и ископа ровови во подрумот долу. Си ги скрија лиштата покрија. Моите, се сеќавам кога дете плачев. Затворија ја овие постелини, авурот, велиме, со воловите, со свините, кокошки затворија, запрежната кола, 3 внучиња имев јас од брат ми на колата, а јас ја терам колата, запрежната, ено вреќе брашно од куќата и бегаме за Преспа. Све оставивме, како раз имаше многу. Тоа ни беше нам трета окупација, една грчка, една италијанска и една германска сега. А не само германска, тука имавме и бугарска. Така, беа дојдени тога од Бугарија, ова Калчев, Димчев, да го организират нашиот народ комитаджи. Италијанците беа во Костур, а бугарите беа во Лерин. Кај нас не беше италијанец, не дојде. Нити албанец, до Лерин беа тие, долу не стапнаја. Нашиот крај, нашето село фактички било под италијанска окупациона зона и точно непосредно на 2 километри од нашето село била границата меѓу италијанската окупациона зона и германската окупациона зона. На нашата страна беше италијанската војска. 3 месеци цел италијанци го обиколија нашето село, беше обиколено. Не оставија човек да излезе надвор. Многу лошо. И секој ова на големиот ниот каши се гледаше се и тие пазеа. И се што беше ова кон, мрска, јагне, кокошка, ова, се изеда. Се изеда. Одја и по куќите. Само кокошки бара и јајца. И ќе му даде, и знаеа нашите, кога ќе дојде италијаните еднаш дојда, и со кошници полни јајца, зиме, ќе иземат јајците. Селото наше беше на граница, нели? Кога дојдоа италијанци, која веќе почна са бајле раното да фрлат топови, почнаа куќи да горат цетова. И ние станаме од селото, избегаме, отидовме подалеку од нашите села. Отидовме и тога и влегоја италијанци во селото. Пушти амбарите, жито, све да јаде коните, да не оставе ништо од селото. И продужија по Грција после. На вака ја како сега има ставено моја слика и доваѓа италијанци секој ден по 2-3 пата претрес по куќите. И како е видоја и бела сирорина, а ние шо правиме? Ние младите се во шајаци и во црни овие бевме завиткани да одиме за да не познават што бевме млади. Зашто тие бара е бела сирорина. И со италијанци зборевме, не прашува по италијански.
Signorina, come stato? Како сте? Бене ние. Понешто науковме од нив и ќе правиме муабет. И ти кажам, не оставие јагне, кокошка и ова што не стори. И ги фатие сите деца, имаше шпиони од другите села, ги фатие децата, се што беше машко го собре, во големото школа го собре. Еден кутри го тепа после Пацовски винче се викаше, тој кутри имаше пушкометрелес и го фрли во бунарот. И тоа го каже, и после го пушти од бунар да го извади. И на крај го земе 6 души нив, ги стрели и Коло Караже, еден на мајка, ги зема и ги имат во кардица, ги стреля 6 души. Како е видоја и бела сирорина, а ние шо правиме? Ние младите се во шајарни, овие бевме завиткани, да одиме за да не познават што бевме млади. Зашто тие бара е бела сираци и во И со италијанци зборевме, не прашува по Сирорина. Signorina, come stato? Како сте? Понешто науковме од нив сте. Бене ние не муабет. И ќе правиме. Тука го поделија народот, да на една страна и на другата страна. Така една организација беше охрана од страна на бугарската страна, кои се работуваат, и тогаш 43-та година. Така и луѓето се опре. Сега едните на другите, меѓу селаните се вака една омраза имаше. Зашто ти си тамо, зашто ти си овде, во таа организација. Ова што дојдоја Калчев и Димчев, овие што дојдоја, тие почеа да го организират населението, некој се излага, дојде и во моето село, еден даже што имаше за Дамбенка, што беше женет, Лука Дамјанов, Ристана Лјочкова зема, таа организирана, ние му направиме голема свадба, ама тој отиде со бугарите. И тој беше во Рупишта. Ама бугарите, шпионството на сите му треба, ама шпионот на никој. И кога го стипе и него и другите ги стреля на граница. Немаше грчко-македонско, тогава повеќето движење комитеджите. Бај Коле, бај Кузе, бај не знам како. Калчев дојде, односно ги викна бабчорци, за да им даде оружје за одбрана, тоа малце и подоцна беше, но во секој случај бабчорци се одбранија, вика, ако ни дадете пушки ние и да го браниме селото, значи фактички ќе бидеме уништени, изгорени од бандитите, нели тогаш ги вика бандити кога почна партизаните, и памтам дека луѓето што беа од Бабчор кај Калчев успеа да го убедат да не земеме ние, значи и да немаме контрачета и така натаму. Тој имаше по име еден Калчев се викаше, тој организатор Костурцко таму, и мобилизираше луѓето, му даваше оружје. Од нашето село само 20-тројца ти му дада пченка, овие бугарите, маски му дава, нели, за да бидат со нив, нели. Немаше други наоружени и така натаму. А таму многу мака видеа луѓето во тие краишта, од тие баш наши македонци кои беа пробугарски расположени. И јас отидам, викам, шо барате? Вика, тука има шумкари. Како шумкари тука? Тука сме ние, наша кујка. Па отвори. Не пари саќе на тие булгари, тични саќев. Него ме прости Господ се вика Лафо, ама не сега, многу лоши беа. И фатие вие со багнетите од задин и терат насред село и носат и однесеа на гокшата кујка, на балконот и кладеа и там истрелаа со автоматот и паднаа долу. Кога ја трчна, отидов да видам што е работа, беа така стапа крст и едниот беше отделно така крв лијано. Кога дојде тие бугарите во селото и тој фати таа многу бава жена беше и ја фати да ја гушка. И тога сино скокна и вика, што правиш, рече, како не ти е страмота, нели ти разбира македонски бугарите. Беа заедно со таа војска, и со грчката и со германската. И тогаш тој го сврти кондакот и го удри тука и ма скрши долната вилица. И така детето до денес стар жив е,
нема, само еден со цевка се храни до денес. Жив е уште 90 години. Комитаджиите нито еден грк не апшија. А македонец со мустаци, ако вида, едниот мустак ќе му го исече, другиот не. А нито еден грк не пострада. Од бугарите нито еден грк не пострада. Кај нас беа италијанците, немаше германци кај нас. После дојдоа германците. После капитулацијата 43 година, италијанците, тоа дојдоа германците после. Не правеа многу тоа италијанците, повеќе германците. И ние излегуваме да и чекаме германци, што не сакаме грците. И не срекни што дојдоа германци. Му фрлавме цвеќа, работи. А Сабајли избега грците у селото, имаме грци војска. Избега. А германци кои дојдоја, им јадено ја кјутек. Во Втората светска војна, нели беа поделени. Нашата страна беше под Италија. И после тоа стапија италијаните се повлекоа, дојдоа германци. И германците дојдоа по некоја провокација, издадена работата. Знае дека има 2-4 во селото партизани. Германците понмаеше, че не, ама шпионите беа многу опасни. Тие фатваи, заторваи, тепаи, не се знае човекот дека ви каза, цела фамилија заклае. Таму ме патија мене германци. Ме прашуват. Не знам ништо. Шо ми велат ништо. И ме удри со кондакот со пушката да работи. И ја падна. И албанецот ме зема, ме фати. Вика, но, синьорина Бене, не ја тепајте, добра е девојката. И ми вика он, сја по-германски, ми кажва, каде, партизан, партизан? Викам, не, кравата не ни дојде, му, викам, па крава немаме, не ми дојде дома. Германците на шпионажа не верува. Некој ако му речи, тоа прави. Не верува. Они на лице меса ако вида. Дојдоа еднаш и на еден му најдоа динамит, тој во планината си правеше кумор, ама му го најдоа динамит и го стрелаа во друго село. Кога по една акција на партизаните дошли германците во селото, предводени од контрчетници. И тогаш не собра сите пред училиштето, пред новото училиште, бидејќи 2 имавме. Да, и пред нас ги беа сеа, тие партизани што ги имале фатено. Германците и бугарите со камшици го бијат народот, го туркат во дворот на школото. Рекоја сите на сколијето. Сколијето наше беше од новите сколинија на еден рид и тоа. И съброја таму сите башка жени, башка мъжи, до некоја 2 партизани. Едниот беше ранет, другиот не, одрупиша беше тој што не беше ранет. Ги обесија пред нас. Едниот на камбаната што клепаја за школото, а другиот на завежбање што беше, како се вика тоа, не знам. Значи справа за вежбање. Таму ги обесија. И ги наредија они, 4-цата, и стрелачка дружина на едно 10 метра, 4 напред војници со пушките вперени на нив и 4 од позади. И нас децата, мајките и татковците не туркат за да не гледаме, нели, потрес е за дете. И ја кога видов дека мене ме туркат и ми ги затварат очите да не гледам, ја избегав и клекнав меѓу носите на народот да видам што се случува, што е ова што се случува. И ги видов тие стрелачката дружина, командантот што требаше да даде знак за пукање. Таа слика мене не ми бледе до ден денес, 73 години имам.
И гледам татко ми таму, убав како ангел, како што го гледате. Војко ми Ламбо уште поубав и тие двојца. И овие вперени пушките. И он крена рака да даде знак за пукање. И целиот насој од пискачеви од бејкови се струполи, падна на земја и селаните вриштат. А паравојни формации имаше, тие беа, како да ви кажам, сојузници со германците. Сојузници, тие се вика паукчии. Во превод не можам да ви кажам што значи паукчија. Тие правеа најголем зулум. И од ним ние сме истерани. Грците ни запалија селата. И бевме принудени да бегаме. Многу се доселија овие маџирите на наше место. На нив царот, грчката влада, им направи куќи, им даде имања, им даде нашите ниви и сега они за време на војната, они вршеа терор на македонското население. Па тие средноќ во 1 сатот дојдоа, вака му рекоа на татко Ристо, стани одеси, додека не си одиш. Кој ги ти ги гледа децата? Сака да го ликвидират. Гркомани. Тие беа околу 30 души са, што стало ни смета, не предава, не чинува. Моето село беа притерани некаде 12-13 семејства. Од тие 13 семејства, двајца беа однесени во овча кожа од тепање. До смртни степени. Ги фатија таму некои, ги касапе доставно речно, сечи нозе, сечи раце, сечи очи, води, вади очи ваму таму и тие луѓе едва ги нашле. После недела, две недели. И грци се делише. Едни беа за демократија, едни беа за царот. И со тоа сите не прифаќа да бият партизани да од тоа стаи, него си седеа во градовите. Само силјаните беа така наклонети повеќе за демократија. Меѓутоа се јави организација, тоа е Комунистичката партија на Грција, нели? И тие се организира и почна тие организации формира и партизански единици. Затоа после се формира нов 43-та начи и сите македонци испаднаа да се борат. Прво беше СНОВ, после беше НОВ. Славомакедонски народен ослободителен фронт. Дедо ми беше во селскиот одбор во тоа тако. Татко ми беше член. А 43-та една учителка од Трупишта, таа ме организира во Комунистичката партија на Грција и тога ми предложи да излезам во партизани. И јас излезов во партизани. Ние 5 брајка сите останаеме во селото партизани. И спие кај нас дома, мама пита му правише, па и крие во избата доле. И тие се кажуваат, сите цело востание да се дигнеме, да ослободиме Македонија. За Македонија немаше друг збор. Друг збор немаше. Се формира АПЖ, женската организација. Така организира за да може да соберат плячки, да пушат, да пријатат чорапи на партизаните. Значи. На првата окружна конференција на Комунистичката партија, таа се одржа во Сничани. Ја како секретарка илегално бев по курештата и организирав илегално жените. И ми маја покането. И јас и Ристо Јанкуловски, еден од Апоскеп, бевме делегати на таа конференција. И мене за прв пат ми звање во председателство. Ја прв пат таму зборував македонски. И сите ми рукоплескај. Кога дојде да речеме одредот на Гоче,
Тие со песни влегоа во Дъмбени. И напред одеше Евдокија Фотева Вера, најсилно пееш, а и убаво пееш. Да, и влегоа во селото, вака, парадирајќи, а јас бев толку воодушевен. Одевме по селата, пеевме македонски песни. Во нашето село македонска карвава свадба се играше. Во Дъмбени се беше представена една од најважните представи македонски, крвава македонска свадба. Ја игра 45-та година, ја игра дъмбенци. Тука мора секоја неделя да имаше свадба. Борби. Напаѓа партизаните возовите, ки плячка овие германците, германците. Камионите што ќе вара исто така, значи, му горивне, значи правивне и самботажи, и ваму мини поставуване тоа време и многу. Една битка беше да доме 5 метра едно со германците. Ама на Спаса ние се фрлиме на реката и тие не можеме најде там. И оттепаме 2 германци. Тоа го помня како денес. Каде да се ранеше, од селото наше го носе и ги носеме во Албанија. И колку отепани имаме, колку умрени, колку собата. Ископано, дупка кај гробишчата и ноќенија што работат на болница. Да не биде селјаните да не знаат. Као курир одев и на Каракамен, и на Кајмачева. Беше Павле Раковчето, беше доста познат. Јас често бев кај нив у таа македонски батальон. Се напаѓаше Мухарем хан. Имаше еден теснец, острово, Владово воден, а тука беше Кајмакчелан и Каракамен. На тој теснец врвеше пругата Солон Лерин Битола, тука врвеше исто џадето, патот, главниот пат. И тука стално возовите беа нападнати. Партизаните стално тука водеа. Често доваѓа и некои единици од тука, од Вардарска Македонија, доваѓаат, а видат некој зорт, они преминува кај Пајак, кај Макчелан, така на тие места. Евреите кога беа депортирани, проваѓа кроз нашето село, кој бара корка леб да им се дава скапоценности, само да им се даде. Паметам, имавме една природна чешма, многу вода течеше, покрај бразата имаше една трева, многу гадно мирисаше, и изгладнати евреите, таа целата трева се симна, мислам, по едни колички така возија, за да ја јадат. Еден ден, вика, другари, сите надвор во строј. Што се случува сега? Надвор, вика, нешто изненадување има. Излеговме надвор од касарната, гледаме маси во пи, огромни, големи, многу маси. На масите све и свашто имаше. Сладкиши, маткиши, ја не знам све што имаше. И едно 10 души, мъж, жени, некои дечиња, ги гледаме туку усреди. Што е сега работата? Се построевме сите, застанахме мирно и почна да зборат овие. Да ни се захвалуват на партизаните, на нас сите. Ние сме, вика, евреи, благодарење на вас што ние колку толку останавме живи. Другите наши браќа сите се испратени, вика, во логорите, сите се уништени, вика, не знаеме кој што е, каде и како. Тие беа евреи, доста еден говор да плаче тој нешто. Сега секој колку сака, колку може и што сака нека јаде.
еден енглес, по име Бил, командант, односно капетан на армијата, на енглеска армија, повеќе од месец дена, и со него заедно, откако не ни обучи со тие сите, значи, експлозивни средства, од мини, динамит, разни експлозивни работи, едно друго све, и заедно учествувавме во диверзии, рушени мостови, железници, пруги, бункери, германците беа окопени и така натаму. 44-та, значи, пилотот од Англија, Джек, го собрија германец авионот на Пајет и тој го донесе во нашата куќа. Тука ногата беше рането ногата, го дочекаме, го отпреминиме, го испратиме на Лерин, тука на отпор на југословенските, така и си отиде кој. И цел народ беше за Елас. Немаше човек, дали бе грци, дали бе македонци, сите беме за Елас. За ослободењето, за ЕАМ, за тоа сите беме. Многу ретко да најде човек што не беше тоа. Меѓутоа англичаните и нашето раководство, комунистичката партија грчка тога, не беше чиста. Тие уште со англичаните немаја чистите. Така. Подпиша на варки за договорот и Грција подпадна под англиска зона. И тие направија све што да не можат да дојдат на власт. И го донекоја царот без да гласа народот. Така да почнаа разделување на селото. Не учествува цело село во организацијата например, Елас, зборим се за Елас, така да они се деля. Ако и за да браниме на грчката тако, прифаќа, ако сте за македонство, не са, вие бугари сте, значи. Ако беше способен македонец, не му даве чин. 45-та година дошле грчки војски и британски војски составени од индици и од арапи, го заобиколиле селото, ги викнале сите мажи во училиштето, да им држат кобајаги говор, и сите што дошле, сите ги затворили и ги осудили на по 101 година затвор. Тие што беа со Елас, англичаните давеа по 3 лири на човек, што беа со Едес, а на нас не ни давеа. Ние што беме со Елас, не ни дадоа ништо иш. Многу ретко така тоа. А тие што беа со Едес, секој човек земаше по 3 лири, башка му плаќа, ако и беше изгорена куќата, му го платил све. Кога превзема организацијата Елас, сите тие што бе, од Маји, од Једес, од ПАО, сите овие, сите беа затворени, тие што правеа злочинство во селата, беа по затворите. А кога дојде ова новата власт, англиската, тие ги ослободија и тие почнеа наново по селата да дивеат. Исто што правеа порано и тога да прават. И затоа ние моравме да го организираме народот. На тие единици останахме до крај на војната, значи до 45-та година, кога, како што ако знаете вие, нели, ние го предадохме оружјето, нели, па дојда овие кои ние ги гонихме со помош на англичаните, ни прогона сите нас и ние мораме да побегнеме, кои во затвор, кои убиени, а ние успееме да се префрлиме тогаш во Југославија и тука да се спасиме. Ама уште толку повеќе судовите во Лерин има осудено на смрт граѓани. Не знае кај се уште ова. А во Костур уште 45-та Христина Пупти, секретарката мене што ме организира, што беше на партија, жена, учителка и многу добро знаеше македонски и јазик. Прва е стреля во Костур. Се крве ми ја фатија со 3 деца. Е за некој во затвор. И дури 8 години кога иде што има рак, кога даде амнестија, тога е пуштија. Што не ставаше во Грција? Грците се, што се случува со нас?
отпочна сега да вршат притисок на нашите македонски бригади што беа. На Воденски батальон, на Лерински, на Костур и така натаму. Да, ние го предадеме оружјето, да се вмешаме со грчките бригади заедно. Затоа што они за време на војната вика, Комунистична партија викаше, на Грција викаше вака: по ослободувањето македонскиот народ ќе си добие своите права, ќе имате право на религија, на школи, тирекови речи и така натаму. Меѓутоа, колку се ближеше крајот, они веќе почна да се дистанцират од тоа. Нашиот Воденски батальон требаше да биде разоружен. Разбара нашите што се случува, една вечер префрлуваме, се разбира, пошто македонски бригади идеја и во кај нас во Егејска Македонија за време на истата војна, нели? За сите беше иста. Нашите офицери, команданти, кермичији, рекоме речи, тие главните беа у контакт со овие партизани тука од Вардарска Македонија. Кога требаше ние да одиме да нападниме кај Желјово се вика, еден мој одред да ги нападниме јарбанците, а позади нас дојде еден грчки одред, нам да не нападни. И ние се повлековме. И кога на Гоче му рекоа дека вие, вашиот одред треба да оди во Стара Грција, Гоче рече не, и тогаш рече да се повлекаме. И ние се повлековме. Се повлековме и преку ова и јас дојдовме тука во Битола и тогаш на 18 беше формиран првата ударна бригада на Македонија под Грција, така се викаше. Од тука Битола. Дојдеме нашиот батальон, Воденски батальон, дојде у Битола. Лерински батальон исто така се префрли, дојде у Битола. Костурски батальон се префрли и тука се формира прва ударна бригада од Егејска Македонија. Абе, со Елас, што да кажам, брат ми се формира бригадата на егејците. Беше политички комисар брат ми, Манго Вангел, на таа бригада. И таа се формира, и таа се формира тука, се бореја на гости Вари и Струга, дека бе там Дебар, со балистите. На вториот конгрес на НОМС учествуваме ние 12 души тука на конгресот во Скопје, учествуваме, после таму отидовме против балистите во Тетовско, Гостиварско, таму сите тие села таму ги имам барано. А нашиот батальон се наоѓаше во село Врапчиште. Од тука се отидовме ние во селото Врапчиште, во четите. Јас бев во втора чета, втори батальон и така натаму. Зима, многу зима, кога не видоа тие селаните од Врапчиште, македонци, да те гушкат, да те бацуват спасители, тоа никогаш не го заборава. Шиптарите вика доваѓа тука со фенер, ти запалува свеќа, дава на свекарот, пред свекарот да силува керката, на помладиот син или што ти знам, млади жени да силуват, вика. Да гледаш, а да не можеш ништо да му направиш, вика. Ето, тоа ни правеа шиптарите, вика. Таа бригада стигна до Тетово и до Дебар. На балистите и чистеше тоа. Со балистите, они ги очистија балистите. На 1 мај 1945 година, првата парада по ослободувањето што се одржа, а беше и Тито, тоа нашите единици ги одржа тука на площадот. После мај, неколку дена, се добива наредба Егејската бригада да се распарчи. Грците почна да викат во Обединетите нации дека Тито собира војска за да ја нападне Грција да ја зема Македонија. И по тој повод сега еден батальон наш замина за Гевгелија, друг за Струмица, трех за Битола, четврт не знам каде. И така ние влеговме во состав на КНОЙ, Корпус Народна одбрана Југославија. Бевме во состав на граничните единици. Нас ни падна среќата да бидеме на Кременица. Од Кременица сгоре Живој, Насович, Гермијан, тие да ги држиме.
И таму се вршиме работата, службата као граничари. Летото, вече, отпочна, нон-стоп бега од уздола. По некој човек бегаше. И доаѓа до едно сознание, еден вика, слушај на неколку деца што беа од тие блиски места, над Леринските села. Вика, дојдоа бурандари, ги вика, нали, војниците кршки. Дојде војска, вика, на сите вас, жените ви ги силува, ги собрија влегово, којто ги силува жените. На партизани што беа. Овие ноќно време собра оружје, што се фура, уместо да одат на стража, надукна за кемачил. И отпочна веќе да постават они заседи, да убиват војници. И така отпочна постепено да се развива покрет.